сакаме да, како работничка класа, во главном ја играеме она роља која заправо таа работничка класа и треба да играе. Во главном солидарноста на работниците во целиот свет е позната и ние како еден можда микронски дел на таа работничка класа настојуваме во нашите можности, во нашите услови, исто така да се солидаризираме со оно што се викат потреба на целото наше општество. Да, дрвен комбинат. Стипендирањето на кадрови и воопшто улагањето во кадрови ние сметаме за една најрентабилна инвестиција и во тој поглед низа години веќе улагаме големи парични средства и стипендираме голем број на кадрови за да обезбедиме едно јадро, еден број на кадрови кој ќе обезбеди понатамошен раст на нашата фабрика. Пример, ако заиме овака, 1/6 од бројот на нашите работници, затоа што нашите работници од година на година стално се зголемуваат, меѓутоа 1/6, пример, ние сме денеска во нашата фабрика 1800 работника, негде околу 300 работника ние имаме као ученици во привреда, а 1/10, конкретно денеска да речеме негдека околу 200 кадрови имаме као стипендијанти на високите, вишите и средните школи кои нас треба секоја година да ни обезбедат еден континуиран прилив на такви кадрови. Ни стана како досадно нашиот печалбарски живот и се одлучивме да можеме нешто, некој погон да направиме овде во нашево село и бидеме кај нашите фамилии. А уствари нами не прифатие некој, ја не знам од кои разлози, ние даваме и учество по 4000 марки, само с тим да ни се обезбеди радно место во нашево село. Се одлучивме во Треска за штедња, поради тоа што сметавме оти паричната маса, онолку со колку располагат нашите деловни банки, е недоволна да може да ги подмири сите наши желби и сите наши планови кои ние како стопанство ги имаме. За таа цел, нашиот колектив реши да во известна мера ја ублажи таа положба со тоа што дел од нашите лични доходци ние ги штедиме и на еден известен начин направиме една акумулација на средства со кои што ќе можеме на собствената организација, а со тоа разбира се и на стопанството воопште, да направиме една известна помош, толку колку разбира се нашите можности. Стопанската организација ни беше едно време у дефицит, така речено, загуби, па за тоа да подкрепиме стопанската организација да сама себе обстане, да не чекаме од други, ние даваме некој учество од нашата заработувачка, а така да помогло стопанската организација поубаво обстане, поубаво почне да послува, кога ќе стане на здрави ноги, нас истите пари ни се враќат со скамата. Ние многу брзо, како колектив, како работници, увидовме дека користа од такво штедење е многу катна. И по завршување на ова штедња на 28.2.1972 година, ние во колективот, специјално овдека во Кавадарци, донесовме одлука да продолжиме со штедњата, но сега на една сосема доброволна основа.
Дали сите работници учествувавте масовно во заемот што го распиша фабрикава? Да, сите учествуваме. Сите масовно. На овој начин ние исто така уштедивме околу 200.000 динара. Потоа ние заведовме друга обавезна штедња, од кога претходно ги тестиравме мислењата на сите наши работници, од кога одржавме састаници со сите политички структури, со сите работници, со сите вработени во колективот, да добиеме на еден начин една виза од секој работник, да се убедиме дека сознанието кај секој работник е такво да стварно треба да се штеди. Ние, како што бевме обавезни, се користат за обратно средство, значи да имаме поголеми средства за да можеме обратни средства да ни бидат поголеми, нели да. Че ни се врате после година, имаме штедни книжки и тоа дека знаеме ни дека ќе ни се врати, и за тоа го даваме за наша полза, разбираш. Вкупно се собрани 6.800.000 динара средства и од тие средства ние денески имаме многу катна корист. Средствата за заемот ги користимо поради тоа што обезбедуваме средства за понатамошно изградување и унапредување на производството. Види се да смо ние у кратко време, мислимо од пред неколку години, од тие средства изградили нова фабрика која денеска овдека работимо. Фабрика за играсте плочи. Практично, да ви кажам само тоа, дека во случај, ако поради разни измени на пазарот или разни случаеви не е можно да се земе личниот доход на време, интервенира нашата интерна банка со времена позајмица од средствата кои ние ги акумулиравме и со тие средства исто така може да се земе личниот доход. Меѓутоа не би оставил корист од тоа што може навреме да се земе личниот доход, бидејќи тој нормално се зима и по сасвим нормален, легален пат. Туку ние тие средства ги користиме као повремени кредити за залихи, као повремени кредити за извоз, така да и каматите кои се плаќат на тие кредити, во главном ја наголемуваат масата во нашата интерна банка, а ние во тој случај не плаќаме камати на деловните банки, кои камати се, како што ви е познато, доста големи. Воопшто капиталот денеска во Југославија е доста скап. Тоа е општо познат факт да причинува огромни тешкотии, бидејќи 12% камата е една стапка која тешко може да се издржи, поготово во индустрии кои се не многу акумулативни. Дали конкретно знаеш ти што ќе добиеш од тие средства што си ги вложил? Ние знаеме конкретно дека за целата заедница на Треска дека веројатно ќе помогне. На сите нас ќе ни помогнат тие пари. Тие целокупно кои се зберат мора да помогнат. Тоа се најсто руководство мора да искористи тие пари. Јас се викам Никола Стојановски, Раковен 15 години овде. Зошто ти се сложи да даеш дел од твоите примања за заем за колективот? Па тоа е лично наше. Тоа за нас штедне, уедно ние го подобруваме и самото предпријатие, као угледно да речеме. Ние сметаваме оти штетата од едно присилно заведување на штедња може да биде многу по-голема отколку што може да биде користа од таа штедња. Меѓутоа на наше задоволство ние скоро да немавме никакви отпори во поглед на заведување на таква штедња. И би рекол дека дури и изборот за заведување на штедња не е адекватен во овој случај, бидејќи тоа беше еден договор меѓу сите работници, едно сознание, кое што ние чисто само технички го понатки спроведовме. Освен тоа, ние издигнавме паролата дека ние не сме да се скратува личниот доход, тоест од личниот доход да се намалува, туку во втората штедња ние рековме овака, односно предлозите беа во овој смисол.
платата се наголемува за скоро, не за скоро, него точно за 30%. Линеарно не, на работници со најмали примања дури и 36%, а на високо стручни кадрови за 5%. На тој начин и оној голем распон кој порано постоеше, во известна мера се намали. Од тие 30%, 10% требаше да се штедат. Потоа, за миналиот труд, нашата организација плаќа 1000 динара по година по вработен. Сега дали е тоа најадекватен начин на исплаќање на миналиот труд, ја не би сакал тоа да се упуштам. Меѓутоа, во овој момент нашата организација, како можда едно решение, го нашла тоа и ние во овој момент така плаќаме. Работникот во директното производство од тие 1000 динара стари штеди 500 динари, а додека кај стручниот кадар, односно и службениците од пословоđа па нагоре, бидејќи во нашата организација тоа сметат како раководни кадри, целиот тој износ од 1000 динара мораше да се штеди и целото зголемување исто така да се штеди. Ја што добивам? Јас со една страна добивам за тоа што уштедувам еден дел од својата заработувачка. Уштедувам од својата заработувачка, а уедно помагам стопанска организација со тоа да може и она да прескорира натаки. А стопанската организација зашто ги искористи тие пари? Стопанска организација веројатно ги искористува за набавка на сировини, набавка на машини, отварање на нови работни места и така натаки. Па јас што добив специјално, значи една добра работа што штедните знаеме дека сите е добра. Добивам, значи, заштедена пара којато најднаш ја земам после известно време, 4-5 месеца и може година. А гледам оти дека има доста голем број запослени нови работници, и тоа млад кадар, стручен кадар и така натаки. Нови погони? Нови погони, еден нов погон отвориме, така речено се цераи, со оваа нашата штедна откако се формира. А други погони, така речено, што се прошируваат помалку, тоа е друга ствар. Ние сме дадем пари да заеме за помош на треска кој што треба да прави некои работи во Холандија, Белгија, каде. Дали со тоа вие добивате нешто? Секако не добиваме нешто. Повеќе продуктивност, работа, плата, сепак средства. Тоа значи дека ги вложувате за себе, за подобреднина. Да. Село Требиште има околу 150 работника запослени во Сојузна Република Германија. После доваѓањето на прекузимскиот период изразува желба да би останале на работа во нашето село. Ние како стопанска организација не можеме да ја прифатиме со обзиром што е мали капацитет трговско предпријатие. Побараме од општинското собрание да се направи некоја алтернатива. На основу тоа после ОХИС прифати, значи, иницијативата наша, значи што собраме пари од овие изразија желба дека ќе дадат известни средства бескаматен. Јас Абдил Адем работим 8 години во Западна Германија, во град Бремен. Сега се наоѓам на одмор, едномесечни одмор. И работим таму 8 години, бидејќи
ни се досади. Зарадуваме пари, али работиме до 23 спрата згради, фасади, внатре све работи. Добро зарадуваме. 2000, 2200. Али ние досадно веќе 8 години работам. Би сакале да се вратиме. Направивме некоја агитација, собравме пари, ништо не стана од тоа. Па со САФА-тот, сега со самата програма се предвиѓа дека 75 работника прими. Ќе се преквалификувам и одам на курс 2 месеца, све можам да работам. На секоја машина и на се, и таму и работам. Од нашето село, ние како стопанска организација обеќаваме да даеме 20 милиони, а селаните дадоа околу 140 милиони во девизи. Ние имаме од нашево село 120 работници кои се навоѓаат во Западна Германија. А од нив имаме околу 90 души кои би моментално можеле да дајат учество само да би се обезбедило радно место во нашево село. Па од 90 души би се собрало, значи преко 300.000 марки. И пак би собрале, би дал 2 плати 3, ако би направиле во селово еден погон и да се вратиме. Јас лично за себе би сакал да се вратам и сите нашите сакаат. октомври почнав да работам од 1955 година и као техничар. Ме стипендира предпријатието 2 години, после тоа се враќам назад као и работам сега моментално као шеф на конструкционо биро. Иначе од ова конструкционо биро почнува воопште сите идеи и остварувањето на нашите автобуси. Ова што вложи фабриката за моето усавршавање, ја мислам дека го враќам и понатака ќе го враќам. Нашата фабрика од своето формирање во 46 година прави едни стални напори да обезбеди еден континуиран пораз на своето производство и уопште да обезбеди еден континуиран раст на целата фабрика. Во тој поглед ние и досега, а и од сега натаму сме вложувале големи напори за да обезбедиме еден таков пораз. Таков еден раст воглавном досега бил обезбедуван со едно планирано издвајање од личните доходци и обезбедување на доволни фондови, да можеме преку тие фондови да обезбедиме еден континуиран пораст на фабриката и наравно да обезбедиме доволно кредити од нашите банки за еден таков пораст. Сето тоа се разбира се одразувало на висината на личните доходци на сите нас, меѓутоа една таква работа е неопходна, ние сме свесни за тоа и досега тоа сме го правеле во интерес на целиот тој пораст на фабриката.
Во 11. октомври се запослив по завршување на техничката школа како технички цртач. По проведени неколку години во оваа фабрика добив стипендија и студирав во Љубљана на Машинскиот факултет. Кога завршив студијата, стапив на работа повторно и работев во конструкција на лад. Инаку, фабриката ми овозможи да посетам повеќе фабрики во Европа. Јас и моите колеги кои бевме во тие фабрики успеавме некои решења технолошки да примениме и овдека, а во оваа фабрика имаме и разни технолошки новини, оригинални решења наши. До сега ние имавме 4 реконструкции на старите погони и 5 изградба на новата фабрика, а тоа е оваа хала во која што веќе денеска и се навоѓаме. За целиот тој временски период ние покрај што вложувавме лични и материјални средства, ние имаме изгубено и едно долгогодишно време, кое време никој не ќе може да ни го надокнади. Меѓутоа фабриката денешна каква што е, таа сигурно е гаранција дека таа е единствена ќе може тоа да ни го надокнади. Дали тоа по пат на изминат труд, дали тоа по пат на онај временски период кога ние и практично ќе треба да си ги уступиме на местата на помладите луѓе, фабриката стои зад нас. Во нашата фабрика јас дојдов во 1947 година, одма по завршувањето на средно-техничкото училиште. Тогај ние во нашата фабрика вкупно имавме 30 работника. И се разбира, бидејќи други стручни кадрови немаше, јас работев разни работи. Со почетоко бев поентер на работното време на нашите работници. Потоа работев како нормирец. После тоа исто така работев као конструктор на нашите каросерии. После тоа прераснав во шеф на конструкционо биро. После тоа постанав технички раководител на нашата фабрика и денеска конкретно сум заменик на генералниот директор на нашата фабрика. Целиот тој пат, 25 години како сум во оваа фабрика, и не само јас, него едно јадро на наши такви стари работници кои во нашата фабрика се задржале и повеќе од 20-25 години, овозможи да ние обезбедиме еден континуитет во целото работење и еден континуитет во напредокот на целата фабрика. Па што ме прашувате што сум дал од себе, можам да ви кажам дека од 1946 година па до денеска се сум дал што сум можел во своите можности на способности. Се сеќавам уште како 15 годишно дете, дојдовме тука во една обична работилница и постепено со старо познатите ударнички работи, акции, прековремени работи, дојдовме до една современа фабрика која не овозможува денеска перспектива и екзистенција како на нас постарите, исто така и на нашите поколенија кои ќе не наследат. Задоволен сум и радостен што фабриката денеска порасна во еден гигант која може се мери во нивото на европските достигнувања, а тоа е заслуга на сите нас кои ги положиме сите своји знаења и ја оставивме младоста за да нашите поколенија живеат среќно и радосно во иднина.
Многу ќе значи, патот ќе се направи, народот ќе биде овде и така. Имам овде една организација, задруга ли таа, 20 души работат. А ми би сакале тој погон да биде, ќе оживе местото овде, нигде не одат, на гурбет. Интересно е исто така и тоа да се одбележи дека оваа акција не произлегува од раководители, туку баш од работниците и од сите вработени во колективот. Сметамо тоа не се кој знае колкави средства, но на тој начин се ствара една сигурност кај секој наш работник дека ова општество не го остава никого да, што ја знам во случај на неволја, остане сам. И мислам оти тоа сознание кое треба да го носи и го носи секој наш работник е за нас голем капитал, големо богатство.